Да отвориме во Дела апостолски 4 глава. Овде во мојата Библија, значи знаете дека што се случува во 2 глава Дела апостолски? Многу битен настан. Да. Значи, Светиот Дух се излева. Петровата проповед, 3000 души ново обратени. 3 глава, чуда, исцелување, па проблеми со Синедрионот, Петар и Јован. 4 глава исто, значи, апостолите пред Синедрионот, да. Значи, силна манифестација, излевање на Светиот Дух и силна манифестација на Светиот Дух. И таму на крајот, при крајот од 4 глава, читајќи од 32 стих, еве што е запишено овде под насловот, значи во Константинов е заедница на љубов и општ имот. Нешто што предизвикало во таа рана црква, нешто што е за нас се уште научна фантастика. Општ имот. Од 32-иот. А множеството на оние, односно 31-иот, а кога се помолија, се стресе местото каде што беа собрани и сите се исполнија со Светиот Дух и смело го проповедаа Божјото Слово. И се вели понатаму, а множеството на оние кои поверуваа имаше едно срце и една душа и никој не велеше дека нешто од неговиот имот е негово, туку се им беше општо. Апостолите сведочеа многу силно за воскресението на Господа Исуса и голема благодат беше над сите нив. И никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви и куќи ги продаваа, а цената на продаденото ја донесуваа и ја ставаа пред нозете на апостолите. Продаваа куќи, продаваа ниви и ги носеа парите пред нозете на апостолите. И секому му се даваше колку кому му беше потребно. Комунизам, а? Ама оној вистински. Каде владее несебичност, значи каде што е Светиот Дух, таму е несебичноста, таму е љубовта, она вистинска. Значи и секому му се даваше колку кому му беше потребно. А Јосиф, кога апостолите го нарекоа Варнава, што значи син на утехата, левит, родом од Кипар, имаше нива што ја продаде, а сребрениците ги донесе и ги положи пред нозете на апостолите. И до овде се е окей, позитивни примери, неверојатно. Неверојатно нешто, што реков јас, научна фантастика. И сега почнува нешто да штрчи. Да, еден човек по име Ананија со својата жена Сафира продаде еден имот, и овие продадоа имот, како овој Јосиф, и задржаа од цената со знаење на жената, значи, жената секојаш мора да е тука, да знае за вакви работи, а донесе еден дел и го стави пред нозете на апостолите, значи, еден дел. А Петар му рече, Ананија, зошто сатаната го исполни твоето срце да го излажеш Светиот Дух и да задржиш од цената на нивата? Не беше ли твоја додека не беше продадена? И кога ја продаде, не беше ли во твоја власт? Зошто го науми тоа нешто во своето срце? Значи, сите продава и носеа комплетно се што добиле, носеле пред нозите на апостолите и на секому според потребите. Но Ананија и Сафира се договараат, продаваат нива, продаваат имот и велат, како што вели Елен Вајд, доста голем дел од тоа го задржале за себе, ама еве сега ќе дадеме еден дел и ќе изгледа дека ети ние даваме, значи како да го даваме целиот, значи ќе глумиме дека како и другите даваме, се жртвуваме, правиме жртва, но ќе си задржиме еден дел за себе. И Петар им вели, значи го излажавте Светиот Дух. Значи не ги излага луѓето, туку Бога. Ова е еден од стиховите кај што може се види дека Светиот Дух е Бог.
но тоа е друга тема. Кога Ананија ги чу зборовите, падна и издивна, и голем страв ги обзеде сите кои го чуја тоа. А помладите стана, го завиткаа, го изнесуа и го погребаа. А кога поминаа околу 3 часа, веројатно жена му, неверојатно, не знаела, овие го и погребале без нејзино знаење. Значи, брза смрт, екзекуција, одма погреб, се е завршено. А кога поминаа околу 3 часа, влезе неговата жена, не знаејќи што станало. И Петар ја праша, значи ја прашува и неа, кажи ми дали за толку ја продадовте нивата? Толку колку што донел нејзиниот сопруг. И таа рече да, за толку. Да, така се договорија, нели? Со мажот. А Петар и рече, зошто се согласивте да го искушувате Господовиот дух? Еве, веќе пред вратата се нозете на оние кои го погребаа твојот маж, ќе те изнесат и тебе. И веднаш падна до неговите нози и издивна, исто како и незиниот сопруг. А кога младите луѓе влегоа, ја најдоа мртва, ја изнесуа и ја погребаа до незиниот маж. И голем страв ја опфати целата црква и сите кои го чуја тоа. Зошто Господ вака делува во оваа ситуација? Еве, минатата полука зборувавме за Божиот гнев. Зошто вака? Екзекуција пред сите нив. Што е причината? Затоа почнав да читам од 4 глава. Значи, имате една... Црквата се родила во 2 глава, Дела апостолски. Да. Сами паднаа, изгубија здив. 2 глава Дела апостолски, значи се раѓа црквата. Неверојатни, значи, излевање на Духот Свети. Со сила се проповеда Евангелието, се крштеваат и лјадници луѓе. Неверојатно и промени во нивниот живот. Тоа се обратените. Значи, се е општо. Ништо не е мое. И онака е Божие. Значи, продаваме, делиме, за сите да има. Значи, неверојатна реформа и одеднаш се појавуваат двајца, сопруг и сопруга, и сметаат дека можат да го измамат Бога, да си задржат дело тоа. Никој не им барал, значи, не морале ни да продаваат, ни да носат, ама ветиле. Ветиле, меѓутоа не го оствариле ветеното и мислеле дека ќе го измамат Бога. Господ ова во првата црква не сакал да го дозволи. Меѓутоа да не зборувам, јас ќе зборувам духот на проштото. Знам дека Јани пред 5-6 години имаше тема, Ананија и Сафира, баш така се вика, можете да погледнете. Ќе го спомнам на крајот и тој цитат што ти го цитираш, тоа што од Копнежот, ако се сеќаваш. Но јас ќе цитирам од Делата на апостолите, книгата. Значи, мислам дека ја забележавме таа остра спротивност. 4 глава читавме што правиле, и овој Јосиф што е спомнат и сите други, а во 5 глава остра спротивност, контраст од она што го направиле Ананија и Сафира. Во остра спротивност со великодушноста и со доброчинствата на тогашните верници била постапката на Ананија и Сафира, чиесто однесување е забележано со перото на вдахновението. Нивната постапка остава темна дамка во историјата на првата црква. Тие така наречени ученици, заедно со другите, имале предимство да го чујат Евангелието што го проповедале апостолите. Тие со другите верници биле присутни кога по молитвата се стресе земјата, како што читавме во 4 глава, 31 стих. Се затресло местото кај што беа собрани и сите се наполнија со Свети Дух. Сите присутни биле длабоко осведочени и под силно влијание на Божиот Дух. Ананија и Сафира сториле завет. Значи, под силното влијание на Духот Свети и тие сториле завет дека на Господа ќе му ги дадат парите од една своја нива што ја продале. Меѓутоа, Ананија и Сафира подосна го ожалостиле Светиот Дух, оддавајќи се на грев и лакомост. Почнале да жалат што воопшто дале завет и набрзо го загубиле благотворното влијание на благословот што ги загрел нивните срце со желба
да сторат нешто големо во полза на Христовото дело. Се предомислиле, значи. Премнуго е ова, си рекле. Им се чинело дека избрзале и дека мора повторно да размислат за својата одлука. Разговарале за тоа и решиле да не го исполнат своето ветување. Меѓутоа забележале дека верниците, сега интересно ова, меѓутоа забележале дека верниците високо ги ценат оние кои што изделуваат од својот имот. Значи сега сакале да бидат и тие почитувани меѓу другите, за да ги задоволат потребите на своите сиромашни браќа. Сакајќи браќата да не дознаат дека нивните себични души мрморат поради она што свечено му го ветели на Бога, тие решили да ја продадат нивата и преправајќи се дека сите пари ги приложуваат во заедничкиот фонд, всушност голем дел задржале за себе. Значи, глумиме побожност, глумиме добродушност. Сметале дека на тој начин ќе се обезбедат себе си издржување од заедничките средства, значи ќе има за некој период пари за да обстанат и едновремено ќе се здобијат со висока почит кај своите браќа. Ова многу штрчело во тогашната црква. Значи треба да сватиме колку била чиста црквата на почетокот. Какво делување на Духот Свети. И ова ќе значило брукање и на името Божие, и на црквата, и еве ќе читаме понатоа што вели Елен Вајд. Но Бог вели ја мрази дволичноста и невистината. Ананија и Сафир го изневериле Бога, го излагале Светиот Дух и нивниот грев бргу и страшно бил казнет. Што мислите, зошто често пати од оваа говорница повторувам, зошто Исус поинаку постапува, многу поинаку постапува према фарисеите, према лицемерите, према дволичност, према глумата, во однос на други ситуации кои што е многу по-мек, по-милостив, а оваму ќе си речете некој друг човек. Па да, значи, да дволичиш, да глумиш, значи тоа е страшна работа. Поготово во таа прва црква, која било, значи, делото одело со таква брзина, го свртале наопаку светот, значи, за кратко време апостолите. Значи, но Бог ја мрази дволичноста и вистината. Ананија и Сафир го изневериле Бога, го излагале Светиот Дух и нивниот грев бргу и страшно бил казнет. Во својата бесконечна мудрост Бог видел дека вака очигледниот доказ на неговиот гнев бил потребен за младата црква да се сочува од растурање. Значи, ова било опасно за тогашната црква. Сето тоа што одскокнувало од она што може да значи исполнување со Свети Дух, може да значи љубов, како што читавме тука под насловот, заедница на љубов и општи имот. Ова и тоа како одскокнувало. Бројот на верниците нагло се зголемува. Црквата би се изложила на опасност ако кон брзиот пораст на обратеници би пристапиле оние што тврдат дека му служат на Бога, а всушност му служат на мамонот. Таа казна докажува дека Бог не може да се прелаже, дека тој ги открива гревовите скриени длабоко во срцето и не дозволува некој да му се подбива. Тоа требало да послужи како опомена за целата црква, да се чува од преправање и од лицемерство и да не го закинува Бога. Овој пример, кој толку очигледно покажува колку на Бога му е одвратна алчноста, измамата и лицемерството, е даден како тревожен сигнал за опасност не само за првата црква, туку и за сите идни поколенија. Кај Ананија и Сафира алчноста била на прво место. Желбата да сочуваат за себе еден дел од она што му го ветели на Господа, ги навела на проневера и дволичност. Тоа е значи цитатот од делата на апостолите. Верувам дека овде сега колку толку појасно зошто Господ вака реагирал. Значи тоа се посебни ситуации. Кај што Господ најдобро знае, он е премудар како да спроведи и казна, за жал, биле казнити со таква брза смрт, еве од кои причини видовме.
Еве го и цитатот и од Копнеж на вековите, што и братјани го цитираше тогаш, исто и тој кажува многу, се однесува на сатаната и разликата меѓу сатаната и нас, како луѓе, во однос на Бога. Вели, иако бил грешник, човекот се наоѓал во поинаква положба од положбата на сатаната. Која била разликата? Па Луцифер бил во светлината на таа Божја слава, значи најблиску бил до Бога. Се знаел за Бога. Ние се уште учиме, еве, и преку поуката го учиме Божиот карактер. Гледате, убаво на некој начин не води писателот на оваа поука низ тоа како да ја сватиме Божјата љубов. Што всушност значи Божјата љубов? И се уште сваќаме, имаме простор за напредок. Значи, иако бил грешник, човекот се наоѓал во поинаква положба, положбата на сатаната. Луцифер сгрешил на небото во светлината на Божјата слава. Нему, како на ниедно друго создадено суштество, му била откриена Божјата љубов. Сваќајќи го Божиот карактер и познавајќи ја неговата доброта, сатаната се определил да ја следи својата себична, независна волја. Овој избор бил конечен. Не постоело ништо повеќе што би можел Бог да стори за да го спаси. Меѓутоа, човекот е измамен, а неговиот ум затемнет со сатанските лукавства. Немал можност да ја запознае вистината и длабината на Божјата љубов. Само во познавањето на Божјата љубов за него имало надеж. Кај Бога би можел да се врати ако го наблюдува неговиот карактер. Значи има разлика. Луцифер бил близко до Бога и го знаел уждоси попреко што вели сестра Зорица, знае да каже. Значи, најдобро го познал. Или еве, и дури Адам и Ева, ако ги земеме, значи, зашто Адам се смета за виновен за падот, а не Ева? Што вели писмото? Зато што Ева беше измамена, а Адам свесно тоа го направи. А и они го познава Господа во светост, доека беа свети и безгрешни, сепак одлучија да направат еден ваков чекор и секако Господ во својата милост ги сочува и обезбеди начин за нивно спасение. Значи, Господ е премудар, навистина некојаш може во некои ситуации не изгледа чудно зашто така делува, но еве, фала му на Бога и за духот на пророштвото, па и дури и од самата Библија може да се насети, се гледа тој контраст, каква била првата црква и колку отскокнувале од тоа влијание на Духот Свети ова постапка на Ананија и Сафира и затоа Господ морал да ги казни како што ги казнил. Поука и за нас, како што видовме, тоа е поука за сите идни генерации, не само за таа генерација, да не дволичиме, да не се преправаме, немаме потреба од тоа, затоа што на крајот на криштата Господ е оној кој што е се знае, ни знае се и ги чита нашите срца. И да не дозволиме да се вовлече во нас било каков идол или желба, не знам, еве овде вели, му служиле на мамонот, а изгледало дека му служат на Бога, или така се представувале дека му служат на Бога. Господ нека ни помогне, што да кажам, и се надам дека малку повеќе стана јасно ова одговор на ова прашање, иако едноставно некојаш само треба да малку повеќе се претржи духот на пророштвото, ако не Библијата даваат одговори, можеби не на сите прашања, но ете, тука сме да истражиме. Слава на Бога уште еднаш. Амин.